Добро вечер во 24 отворено. Македонија од земја лидер на Западен Балкан до слепо црево на регионот ќе се врати ли земјата на вистинска насока. Македонија ќе ги стартува преговорите со Европската Унија. Ова повеќе звучи како научна фантастика, откако политичките надитрувања донесува Македонија до безизлез. Како понатаму? Во 24 отворено вечерва дебатираме со поранешните вице-премиери и веројатно идни коалиционери. Радмила Шеќеринска, добро вечер. Добро вечер. Сигурно имавте напорен ден и денеска? Интересен. Интересен. Бесими, добро вечер. Добро вечер. Фатмир Бесими, поранешен вице-премиер за европски прашања, своевремено и министар за економија. Сега малку повеќе во Лондон, отколку во Македонија, но повремено е тука за да коментира за политичките збинувања. Поранешниот министар за надворешни работи во времето на коалицијата помеѓу ВМРО, ДПМН и Демократска алтернатива, Сашо Александар Димитров, добро вечер, и поранешниот амбасадор во Берлин, Горан Рафаиловски. Своевремено и шеф на електростопанството на Македонија, така беше? Да, не постои више, сега се раздели на 3 дела. Така е. Добро, ви благодарам на сите што дојдовте во студиото. Се надевам ќе имаме плодна дебата на ова што го зачнавме во најавата на емисијата. Шеќеринска, ќе почнам со вас и ќе почнам можда со она што е малку актуелно, за да расчистиме некои дилеми од денеска пред да навлеземе во суштината на ова дебата. Дали сега е деблокиран процесот во собранието откако се избра председател на комисијата? Мислам дека ќе бидеме наивни ако предпоставуваме дека со ова сите нови трикови и ситни игри на ВМРО ДПМН завршуваат. Нема да завршат затоа што нивната цел е се, па и вклучително и собранието, да бидат замрзнати. А таа замрзнатост да значи тие да се повторно во истите кабинети, тие да ја чуваат истата власт и практично да се прават како 11 декември никогаш да не се случил. Јас ќе ве потсетам дека иницијативата да почне собранието одново да работи ја дадовме уште минатата недела. Првиот проблем го измисли Велјановски кога побара 67 пратеника да се потпишат и да бараат 3 месеци после изборите најпосле да почнат да работат. Рековме, ајде да не дигаме джева, туку да ја завршиме работата, ги однесовме. Добро, вие не дигате джева за ова, не дигате джева за она. Сега Илија Димовски е председател на комисијата. Не е председател на комисијата. Иако тврдете дека мнозинството треба да го има председателот. Зошто попуштивте за ова? Илија Димовски не е председател. Добро, и мислам дека е многу погрешно што некако како да заборавивме како функционира за собранието. Собранието е тоа кое што одлучува кој е составот на комисијата и кој е председателот. Целта на ВМРО ДПМН е, ако може да не функционира собрание, туку само да седиме и да се координираме. Велјановски неколку пати веќе ја злоупотреби својата позиција. Тој веќе не е председател на собранието и не знам како никој тоа не може и од ВМРО ДПМН и од неговата прва средина да му го соопшти. Откако не му помина обидот со 67-те потписи, побара неколку дена пауза заради тоа што координаторот на ВМРО ДПМН не можел да дојде, како да имаат само еден пратеник. Потоа следен проблем им беше дека сакаат да имаат 6 пратеника во комисијата. Откако и тоа беше решено, побараа председател. Во овој момент нашата цел е да се стави крај на блокирано и затворено собрание. И нашата цел е тоа собрание да почне да работи. И ќе превземеме се тоа да се случи од понеделник. Илија Димовски не е председател, но ќе биде председател на таа комисија. Тоа е договор, тоа е политичкиот договор меѓу вас, ВМРО и ДУИ. Тоа е договорено е тој заедно со останати состав на комисијата во понеделник да биде на гласање. Зошто попуштивте? Многу ми насметаат дека тука беше една точка во која што собранието можеше да го покаже на дело парламентарното мнозинство, ако постои. Па еве ќе покаже во понеделник парламентарното мнозинство за различни теми, затоа што целта на ВМРО ДПМН беше да се дискутира за тоа кој ќе биде председател на комисија за избор и именување. Еве вас ќе ве прашам, новинар сте следеле. Можете да се сетите на тоа кој беше претходниот председател на комисијата? Еве јас сум била пратеник, па ја не можам да се сетам кој бил председател. Затоа што клучното прашање денеска во Македонија е кој ќе биде председател на собранието, не заради личноста само, туку за да тој може веќе или таа да закажува нови седници и собранието да работи
и после извесен период да избере нова влада. Многумина мислат дека замена на тезите е тоа. Председателот на оваа комисија има една не само символична, туку и значајна улога во однос на поставување на точките наредни, свикување на седници и така натаму. Да, знаете како, бидејќи ВМРО ДПМН е така се поставува, и ние, како парламентарно мнозинство, ќе се поставиме така. Сега од Трајко Велјановски зависи дали ќе ја собере, дали ќе го продолжи течењето на конститутивната седница или не. Утре парламентарното мнозинство и собранието може да одлучи дека некои комисии ќе имаат и нов состав. И можеби ќе се случи еве Илија Димовски да го следи примерот на Оливер Андонов. Тој беше министерот за внатрешни работи со најкус мандат. Можеби Илија Димовски сака да му се приближи со рекордот. Меѓутоа, знаете како, и ова е како да кажам, смешна страна на ова што ни се случува, меѓутоа ситуацијата воопшто не е забавна. Добро, ситуацијата не е несериозна. Уште само малку ќе ја прашам, се извинувам на останатите дискутанти за да го завршиме овој мини политички дел. Може ли да очекуваме пленарка за избор на председател на собрание понеделник, вторник? Во понеделник е продолжување на конститутивната седница. Нема две седници. Нема седница за избор на председател на комисија и седница за избор на председател. Конститутивната седница завршува со избор на председател. И тоа е клучната точка на таа седница. Значи, нашата цел, мислам дека наша цел и како граѓани на оваа држава е погледот да ни биде насочен кон топката, што велат во фудбал. Да не заборавиме која е најважната цел. За да ова собрание може да работи на различни теми. Една е избор на влада. Друго е прашањето, на пример, на продолжување на мандатот на СЈО. Прашањето за заштитени сведоци. Закон за минимална плата. Прашањата кои што се однесуваат на екстерното. Суштинските теми треба председател за да можат тие седници да се закажат. Благодарам. Бесими, кога однадвор, кога ќе дојдете тука, кога ќе ги видите овие работи што се случуваат, знам дека ви се добро познати, меѓутоа како странците гледаат на оваа ситуација во Македонија, кога ќе не видат вака луто разјарени едни кон други, а земјата тоне? Мислам дека странците веќе знаат што се случува во Балканот и тоа го имавме со последната изјава што беше после Советот на Европска Унија, односно кога кажа председателот на Европска комисија Јункер заедно со председателот Туск рекоа дека Балканот е многу комплексен регион и бара внимание од страна на Европска Унија. Значи и Јункер кој во почетокот кога го презема мандатот кажа дека нема да има проширување на Европска Унија, што Карл Билд го кажа во овие денови. Технички да, тоа е исправно, но политички пораката за Балканот беше бидете комотни дека со реформите може да си направите ваша агенда на национално ниво, без разлика со тоа што се случува во процесот на евроинтеграција. Значи, не се изненадени тоа што случува меѓу нас, секако дека не им е sejedno, но важно е да се најде решение како ние да ги надминеме нашите разлики во смисла на тоа што често се користи зборот европски вредности. Ние дури и многу често го користиме тој збор и сме заборавали што тоа значи. Во контекст на политички диалог, во контекст на инклузивност, цело време во делот до сега што го имавме, не имавме критики од Европска Унија во последните години за да се вклучи во политичкиот диалог и опозицијата односно инклузивност одлуки. Со цел да се врати тогаш Социјалдемократскиот сојуз во собрание. И сега со нивната порака продолжува да биде демократските институции. Тие се и копенхашките критериуми кои се направени токму за Западниот Балкан. И договорот за стабилизација и асоциација е токму во таа насока. За да одговорам на вашето прашање, да, гледат на регионот како тоа незавршена мисија. Сушност, дали заврши со тоа што завршија војните во просториите на поранешна Југославија и дали тој мир што беше поставен, дали одржлив. Сега, клучната работа е како да се воспостави тој одржлив мир, што ќе обезбеди раст. Не случајно доаѓаат со новите иницијативи како што е Берлинскиот процес, што е надвор од класичната она автопата што се користи за интеграција во Европска Унија и Балкан, Западен Балкан 6 и други иницијативи кои ги тера
сега Европска унија за Западниот Балкан, како што беше и пристапниот диалог на високо ниво. Значи, тие се работи кои и сега во последното, што го кажа и во Сараево, значи Могерини. Не, во Сараево. Ова 6 земите од Западен Балкан, премиерите и Хан, каде што рекоа одат чекор понатаму во однос на создавање на една царинска зона и слободно движење и на не само на човечките ресурси, не само на стоки и услуги, што значи дека Европска унија полека почнува Балкана да го гледа како бранот со Централна и Источна Европа. Значи, кога влегува големиот бран 10 земи, сега Балкан горе-доле земите се прилично на слично ниво, каде што Македонија, според вашиот наслов, во тој дел прва беше која потпиша договор за стабилизација и асоциација, прва добивме кандидатски статус и сега во овој период ние се соочуваме со ситуации кои ги има и Косово, и Босна и Херцеговина, и Албанија, како и чувствува ли сега ЕУ Брисел дека на овој регион, па и на Македонија особено, е неопходна помош, знаеш, она подавање рака за да се извлече од стапицата во која што ја доведоа неодговорното владење во последниве деценија и нешто. Европска унија е динамична како институција и креативна. Доаѓа со нови инструменти. Ние не можеме да ги приметиме затоа што нашите проблеми се толку секојдневни и се создаваат толку повише работи отколку што реагира Европска унија. Ние имаме од оваа година што помина имаме нов пристап на извештајот на Европска унија за земите од регионот за да може да се споредат. Исто така се воведе нов критериум. Прво што се направија класичните критериумите да се конзистентни, да може да се споредат земите од регионот, да можеш да ги читаш извештаите за прогрес на земите од регионот и да споредиш. Сега се стандардизирани, голем дел од поглавјата. Меѓутоа, тоа што е ново, оние воведоа покрај тоа што беше до сега стагнација, она назадување. Значи, како нова категорија што всушност излезе од реалноста во Балканот. Значи, тие постојано доаѓаат со вакви иницијативи. Конкретно, оние Европска унија се покажува потребата во Балкан дека и тоа не е доволно. Значи, нивното присуство треба да се зголеми. Димитров, колку можеме ние како држава, како раководство, како нација да бидеме инетливи и да не им дозволиме на европјаните да ни помогнат? Па можеме многу ако сакаме и ако не и мислиме добро на државата. Ај во контекст на одбивањето на Иванов да се сретне со Хан. Па тоа е дел од неговата... Паметите ли во поблиската историја такви дипломатски вратоломи? Во Македонија не. Во Македонија не може, во некои земји кои нему му се блиски по идеологија и по начин на владење, да. Се знае дека и Лукашенко, еве да не кажувам сега што се случува во Турција со премиерот или председателот Ердоган, таму се случува. Меѓутоа во Македонија дури, ако добро се сеќавам, иако не бев тогаш во владата, дури ниво на криза 2001 година, конфликтот, тогашниот премиер Георгиевски не се осмелуваше да одбие. Тогаш многу често доаѓаше и генералниот секретар Солана, па Роберсон, беше на врвулица. На што се должи овој сегашен потек на Иванов на актуелната политичка криза, на неговата доследност во политиките кон странците или тоа е една матрица, јас мислам, еден систем во кој објективно се покажа, а оценките во Европската унија, во Европската комисија се потврдени, дека на оваа власт не е до НАТО и до ЕУ. Објективно, зборувавме за копенхагенските критериуми, зборувавме за неколку годишните препораки на Македонија што и се даваат од владење на право, слободи и да не ги редам сите, до меѓуетнички односи, се покажа дека на почетокот кочеше 2007-2008 Грција, потоа се покажа дека почна да кочи и Бугарија во евроинтеграциите, во блокирањето, но како одеше времето, особено 2011-2012, кога тогашниот
еврокомесар Филе заедно со председателот на Европската Унија дојде и им порача дека препораката не е напишана на камена плоча. Се утврди веќе консензус, освен сега нелиберална Унгарија, што тоа не се согласува, дека најголем блокатор во евроинтеграциите на Македонија е владата на премиерот Груевски. И не случајно, само уште една реченица, не случајно кога доаѓаше Филе да го отчепи, тогашниот еврокомесар кога доаѓаше да го отчепи, да ја отчепи таа блокада, не случајно го прогласи за господар на ЕУ агендата и реформите, неуспешно. Ни даде 16 области да решиме, 5 области со 6 предмети, им се врати со некоја небулозна 140 точки одговор и тоа пропадна. Така што, објективно, оценката и моја мислење е дека нова власт не ide до ЕУ и до НАТО. Рафаиловски, дали политичката изјава дека Македонија е непланирано вонбрачно дете, што ја даде поранешниот премиер Груевски, можете да ја оцените како точна или неточна? Како странците гледаат на Македонија? Дали гледаат како на непланирано вонбрачно дете за кое што сега треба да му бараат чаре? Вашата формулација беше многу поинтересна, слепо црево. Имаме писатели, пријатели, тие спомнуваат хемороиди. Во суштина има многу дефиниции, меѓутоа проблемот со Македонија и проблемот со она што ние како општество и заедница сакаме да го постигнеме и да се движиме, не се согласувам дека интегративните процеси во НАТО и Европската Унија се блокирале од други држави или ги блокирале парцијално Грција, не знам, беше спомната Бугарија, за Србија не беше ништо кажано, меѓутоа ако погледнеме ќе видиме дека 25 години две држави кои што не се интегрирани во НАТО и во Европска Унија се Македонија, Србија и веројатно деломично Босна. Албанија е веќе членка на НАТО, Црна Гора исто така. Така да таа е една друга анализа. Ние денеска сме тука да ја разгледаме актуелната политичка состојба и јас ќе се осврнам и ќе сакам да се сконцентрирам на три главни елементи кои што не тангираат во смисла како да излеземе од оваа политичка ситуација, а тоа е, да кажем, моралното прашање, односно мотивите на политичарите и пред се на партиите кои што сега ќе дојдат и очигледно доаѓаат да ја превземат одговорноста со раководењето на државата и да се представат како служители на народот и да ги задоволат неговите потреби, значи да променат еден нов профил на однесување. И исто така интегритетот на единката, интегритетот на новинарот, интегритетот на политичарот, на интелектуалецот, на професорот, тоа се вака едни столбови, три столба кои што се најважните според мене зошто Македонија е донесена во една ваква ситуација и зашто во однесување на Груевски, неговата компанија, која е наследено однесување од претходните структури, че сега не можеме ние да критикуваме и да кажеме само да, видите, има тука едни луѓе кои што многу лошо се однесуваат и не кочат, но мораме да знаеме дека оваа ситуација е веќе 25 години, дека една цела генерација е блокирана и жртвувана во Македонија. И тоа е трагичното и дека ова е наследена ситуација од претходните и главен проблем е на тие луѓе што доаѓаат сега да отворено си признаат себе, да бидат спремни прво, да ги признаат грешките, спремни за извинување. Нали, има многу работи што треба да се извини човек пред се како политичар или новинар и после тоа да превземат одговорноста и да бидат сервилни, односно да служат. И дали се до тоа ќе успееме ние да го видиме, останува голем знак на прашање. Меѓутоа, тоа би било вака една најоптимална и можеби најдобра варијанта како треба да се однесуваат овие сега што доаѓаат. Очигледно дека ќе дојдат и само ова што се прави и со формулациите на Груевски, да се вратам назад на вашето прашање, е купување на време. И тоа купување на време оди во една насока која што они ја сметаат за правење политики, уствари тоа се политиканства. И втората насока оди на купување време со тие маршеви и демонстрации.
што они сметаат дека е показател на демократичноста на општеството или демократијата, меѓутоа тоа воопшто не е демократија, тоа е едноставно малтретирање на сопствениот народ и во таа смисла се купува време, меѓутоа и добро е дека сите овие процеси на мирно се надеваме мирно и го посакуваме тоа и тоа ќе биде примо предавање на власта ќе се достигне, ќе се одвие и подобро да почекаме 1-2 недели, 3 повеќе или 1 месец, отколку нели да зажалиме и да се случат некои работи кои што не се посакувани за нормалниот граѓанин. Благодарам. Шеќеринската не сака да реплицира на делот ова излагање, бидејќи повика Рафаеловски на извинување на оние што треба да дојдат за оно што било правено во минатото. Јас го препознав делот СДСМ там. И новинарите предпоставувам кај вас. Па добро, да. Јас се согласувам со реченицата дека она што мора да се промени во Македонија е дека власта треба да се сваќа како слугување, како служење на интересите на граѓаните. Може би премногу зборуваме за владење и многу луѓе помислија дека тоа е владењето е да си господар на луѓето. Наспроти таквото едно сваќање, ние зборувавме многу дека за да се промени Македонија, политиката треба да се промени. За да се промени политиката, политичарите треба да покажат способност за поинакво однесување, за зголемена одговорност и за чувство дека ништо овде на никому не му припаѓа. И затоа сме и ние и нервозни и љути кога ќе видиме тоа што се случува во собранието или тоа што се случува во институциите, каде што луѓето буквално сметаат дека можат истите да ги окупираат. На темата на која што зборуваме, сега да бидам искрена и многу и лична, не гледам потреба за извинување. Знаете како оваа иста партија која што направила грешки во минатото и затоа ги губела изборите, во 2002 година стартуваше исто така со прилично уништена економија, со држава растурена од војна и со многу големи дилеми за нејзината екзистенција. 2 година и половина после тоа, на вчерашен ден, поднесовме апликација за членство во Европската Унија. За помалку од 3 години оваа држава стана она што велиме дека била лидер во регионот како прва кандидатка за членство во Унијата. Не верувам дека повеќе можевме да направиме. Криво ми е што сега одново од почеток ќе почнуваме. И мислам дека дел од грешките од тој период се дека фокусот не смее да биде исклучиво на овие теми кои што се насочени кон ЕУ и НАТО. Оти многу други теми се подеднакво важни и поважни. Одот кон ЕУ и НАТО зависи пред се од натрешните случувања, не зависи од тоа како што ќе им кажеме ние на страниците, туку што ќе направиме. Значи не е целта само што се зборува, целта е стварно што се случува во државата. И нас ќе ни треба сега промена од која нема да има враќање. Значи Македонија имаше слабости во судството, имаше слабости во администрацијата. Меѓутоа имаше и неколку, на пример, силни независни институции. Денеска и тие ги нема. Значи, прашањето на кое ние имаме одговори е како да создадеме неколку клучни институции кои ќе гарантираат дека без разлика кој од оваа маса овдека да биде министер или премиер или председател, тие институции нема да му дозволат да излезе од рамките на законот. Сега, пред малку прочитав податок дека 71% од македонските граѓани веруваат дека законот во Македонија не важи подеднакво за сите. И во еден мој колега вели, ќути не се 100%, и реално никој од нас не може да каже дека законите еднакво важат. Ова е по мене клучното прашање околу кое Македонија ќе покаже дали... Точно така, и тоа е во делот на поглавието 23, кое што... Тоа се оние прашања кои што се осегдека. Вие можете да направите идеални закони за авиација, за екологија, ако нема администрација која ќе ги спроведува и судство која ќе ги контролира, немате систем. Каде бевме, а каде беше регионот, од прилогот на Александар Пешев, што следува во наредните 2 минути, за да можеме да ја продолжиме дебатата од таа поидовна точка. Од лидер во регионот во напредокот кон Европа по добивање на кандидатскиот статус во 2004 година кон последните вагони од Европскиот воз. Додека Хрватска веќе стана членка на Европската Унија, Македонија го изгуби приматот од Црна Гора и Србија, кои веќе отворија поглавја по стартот на преговорите.
Пораките од Брисел се непроменети. Европа сака да види иреверзибилен напредок на земјите од Западен Балкан кон евроинтеграциите. Србија аплицираше за членство во Европската Унија 5 години откако Македонија го доби кандидатскиот статус и стана земја кандидат за членство во март 2012 година, откако Белград и Приштина се договорија за регионалното представување на Косово. Во 2013 година Европскиот совет ја уважи препораката на Комисијата за отворање на пристапните преговори со Србија кои започнаа во јануари 2014. Земјата веќе ги отвори клучните поглавја 23 и 24 за владење на правото, а лани на 13 декември почнаа преговори за уште 2 поглавја. Европа преговара и со Црнагора, која аплицираше за членство 2 години откако прогласи независност во 2008 година. Земјата го доби кандидатскиот статус во 2010 година, а 2 години подоцна, во јуни 2012 ги започне преговорите за членство. Иско како и Србија, Црнагора почна со поглавјата 23 и 24, а до крајот на 2016 година земјата отвори 26 од вкупно 35 поглавја. Албанија побара членство во Европската Унија 5 години откако Македонија го доби кандидатскиот статус поточно во 2009 година, а датумот за старт на преговори и за Скопје и за Тирана е условено со реформи. Стартот на преговорите за Албанија беше условен со исполнување на 12 клучни приоритети. Европската комисија ја даде препораката за кандидатски статус откако забележа добар напредок во 2012 година. Една година подоцна, по позитивната оцена на изборите во 2013 следеше уште една препорака од Комисијата за кандидатски статус, која беше прифатена во 2014 година. Додека стартот на македонските преговори останува условен со спроведување на итните реформски приоритети, добрососедските односи и во тој контекст, иако директно не се споменува спорот со името, Босна и Херцеговина беше заглавена поради неуспех да ги имплементира пресудите на Европскиот суд за човекови права. Додека мнозинството земји од Западен Балкан веќе добија кандидатски статус, во Босна и Херцеговина до јуни 2015 година не беше стапен на сила договорот за стабилизација и асоциација. Лани земјата аплицираше за членство во Европската Унија, а откако Европската комисија го оцени напредокот, Босна и Херцеговина го доби европскиот прашалник. Потенцијален кандидат за членство во Европската Унија од регионов е и Косово, земја чија декларација на независност во 2008 година беше признаена од повеќето земји членки на ЕУ со исклучок на Кипар, Грција, Романија, Словачка и Шпанија. Во регионот Косово останува непризнаено од Србија и Босна и Херцеговина, а Унијата назначи свој специјален представник и ги распредели силите на EULEX. Ратификувањето на договорот за демаркација на границата со Црнагора е еден од условите кои Косово треба да ги исполни за остварување на визната либерализација која беше побарана во 2012-та. Евроинтеграциите на Македонија се јасно условени заедно со препораката за старт на преговори со остварувањето на итните реформски приоритети. Реформите се дефинирани врз база на експертскиот извештај на Рајнхард Прибе, а се очекуваат активности во областите на судството и владење на право, слобода на изразување и медиуми и изборни реформи. Да, тоа беше Александар Пешев. Ќе одиме со Бесими. Бесими, како можеме да ја толкуваме изјавата на Хан и на Евротројката дадена после средбите тука со македонските политичари, дека едноитно формирање на реформска влада може сериозно да го отвори патот кон Европската Унија, па дури и патот кон преговорите. Тоа не беше експлицитно вака наведено, меѓутоа од изјавата на Заев слушнавме дека било зборувано и за отварање на поглавјата 23-24, што мене вака во услови на нерешен проблем со името не ми изгледа до крај логично, но можеме да зборуваме. Ja. Добро, прво во однос на пораките, односно улогата на посетата на комесарот Хан е токму тоа да се уште еднаш лично тука во Скопје да се пренесе тоа што го кажа Европскиот совет. Значи, де факто тој го пренесе ставот на 28 се уште земји членки на Европска Унија и председатели и премиери на овие држави рекоа, односно во пишан документ, тоа што го слушавме од Хан и од Могарини. Пораката е јасна. Оние барат демократските институции да функционираат во земјата. Тоа што се вредности на Европска Унија, демократски вредности е токму демократијата. Кај нас организирано како парламентарна демократија, значи легитимна, со гласови од граѓаните за највисокиот законодавен дом, тоа собранието. Значи тоа беше
нивната порака. Во однос на овие другите сугестии, тоа се за идните реформски приоритети, тоа де факто почнува со функционални, односно ефикасни институции кои ќе значат утре и создавање на влада која ќе работи на пакетот на идни реформски приоритети. И сега тука само би додал, пред да одам на ова вашиот коментар, што ќе се случи, дали ќе се отварат, дали тоа ќе значи отварање на поглавјата. Тоа е еден процес. Значи, тие пред да се оди на отварање се прави скрининг. Значи, фаза која треба прво да се направи на целосен преглед во оваа фаза, значи каде што Република Македонија, пред да се оди да се дефинират овие бенчмаркови, како викат, за отварање, па после нивната контрола. Значи, тоа е процес кој можеби ги разгледуваат како опции, но јас не би се задржал на тој дел, тоа е повише во однос на техниката како ќе се изведе. Важно е дека Европска Унија испраќа политичка порака. Политичката порака за Македонија е дека оние се присутни, се заинтересирани Македонија да покаже напредок во однос на реформите. И тука би потенцирал дека кога зборуваме ние за реформи, итни реформски приоритети, пред малку вие го спомнавте тоа во однос на односно владење на правото, односно еднакви да бидеме пред законот сите граѓани. Значи тоа да важи за сите исто. И тие се, значи, реформи што се важни за Република Македонија, без разлика дали ќе стане денес, утре членка на Европска Унија или ќе почнат или нема да почнат преговори. Реформите се пред се значени за Република Македонија. Јас ќе дадам само една компарација, бидејќи видов имаше една хронологија како течел процесот во Балканот, но зошто не компарираме со земјите што се нови членки на Европска Унија, кои пред тоа беа исто така социјалистички земји, па во период на транзиција поминавме заедно како што земјите од Централна и Источна Европа. Тие одма после членството во Европска Унија, во првите години странските директни инвестиции или воопшто инвестициите неколку пати, неколкукратно се зголемија. Потоа во однос исто така во однос на трговијата. Ако гледаме во однос на регионот, јас сум анализирал лично сега во последните години овие земјите од регионот визави реформите и напредокот и нивото и напредокот во однос на целиот пакет овие 35 поглавја и во однос на растот. Значи ние имаме еден тренд право пропорционален. Колку понапред во реформите, толку по високи стапки на раст. Значи, ние кога зборуваме за овие реформи, зборуваме од аспект на стабилност, стабилноста и мирот, јас го ставам во контекст на перспективата. За некој да застане зад некои реформи и да каже да, ние ќе направиме одредени компромиси во однос на политички аспекти, во однос на потесни партиски интереси, тоа што се вика државен интерес, тоа е како што оние ни препорачуваат кој е национално, односно државен интерес. Тоа е евроатлантската перспектива. Зошто го спомнувам? Затоа што тоа дава можност. Ќе ви дадам вакво само да се задржиме тука малку уште малку на реформите, па ќе продолжиме во делот на треба да се ова го користам само за да ја дадам она смислата, затоа што Европска Унија не е заинтересирана за реформите пер се. За да станеме ние членка треба да ги имаме истите институции, односно истите стандарди да вредат. Значи, едно е ова, второто, тоа што го кажа во однос на перспективата, второ во однос на реформите, и третото е во однос на раст. Значи, тоа што Хан го кажа тука е тоа што е значено за граѓаните на Република Македонија, тоа што всушност значи по перспективна Македонија. Како ќе биде тоа во наредниот период, една од работите е 23-24, без разлика во која фаза ние ќе одиме со новиот пристап, тие први се отвараат, се затвараат последни, затоа што се најкомплексни и најважни во процесот на реформа. Катеринска, бевте на средбата присуствувавте на средбата со Хан? Да, се отворија ли разговор за поглавјата 23-24, така како што изјави Заев на пресконференцијата, и колку е реален тој да го речам преседан, да не става на некои брзи шини за да туркаме напред? Нема да биде преседан, заради тоа што, за жал, пораката во изминативе години е дека некогаш треба да се случи криза, па да се разбудат и некои европски кругови и да сватат дека без силна и многу јасна политичка порака
Балканот навистина може да заглави во старата кал. Она што беше спомнато практично уште на првата средба која што имавме со Хан веднаш по изборите, е дека сега мора да се сконцентрираме на она што не чека веднаш по формирање на владата. А тоа е да го надуместиме изгубеното време и да покажеме дека новата влада го има реформскиот капацитет кој Европската Унија го чека веќе неколку години. И ние зборувавме на вистина во детали кои се работи сметаме дека брзо може да се покажат. Македонија може многу брзо да покаже зголемена транспарентност, особено во делот на јавните финансии. Не заради тоа што е тоа техничка работа, туку затоа што тоа е првиот начин да се борите против корупција. Македонија стана најзатворената држава на Балканот во поглед на тоа како се трошат парите на граѓаните. Кога ќе ги чуеме пресконференциите на СЈО, ни станува јасно зошто е тоа така. Меѓутоа, и ова не е само начин како да се борите против стариот криминал, што е многу важно. Ова е начин како да се борите против можен криминал и во нови влади, и кај нови министри, и кај нови директори. Така што за транспарентноста навистина Македонија може, уште ние имавме во нашата програма навистина амбициозен план, како во првите 6 месеци да покажеме дека буџетската транспарентност во Македонија драматично се подобрила. Добро, тоа е едното. Едно е Другото? тоа. Второ е многу јасна борба против криминалот и корупцијата. Дел од таа работа само владата ќе треба да ја заврши. Со промена на законите. Ова значи генерален реизбор во судството, не, тоа реформи за во 6 делот? месеци не може да се реализира. Овие реформи А ќе како ќе бидат се покажете реформи борба со корупцијата ако немаме судски инстанции кои што можат да го следат тој процес, доколку има волја во владата? Ние сметаме дека со промена на климата, на правилата на игра и со почитување на законите од страна на владените институции, со продолжување на мандатот или давање на инструменти на специјалното јавно обвинителство и со работка со специјалното јавно обвинителство, веднаш ќе се покаже дека системот од внатре се менува. Судството не може да остане слепо и глуво на овој променет дух во Македонија. Притисокот, и мислам оној позитивен притисок, врз секој судија да си ја врши својата задача, да си ја врши својата работа, да го почитува законот и да не влегува во филмот на оние кои што ги изгубија изборите, мислам дека ќе се почувствува. Она што можеме да го правиме како влада е истата транспарентност која што ќе ја бараме од владата во законите да ја вградиме и за судските органи. Во Македонија, знаете вие, судски совет, врховен суд, советот на обвинители, кога сакаат и како сакаат се отвараат кон јавноста. Тој кој што има верба во својата одлука, тој кој што ги почитува законите, тој кој што не прави криминал и корупција, нема зошто да се крие од јавноста. Патем речено, тоа по мене е и причината зошто Иванов бегаше од средба со Хан. Ако знаеш дека твојата одлука е исправна, ако имаш аргументи, ако стоиш зад неа, па нема да бегаш од тоа да ги соопштиш своите ставови. Значи, добро, прв потек е транспарентност во јавни финансии, втор е корупцијата, битката, волјата, покажување и што е третиот потек што во првите 6 месеци брзо ќе го покаже идната влада. Ова се делови кои што се битни за европската агенда на Македонија. На Македонија ќе биде неопходни серија на потези во делот на економијата. И ние тука јасно кажавме, свртување на поддршка код домашните компании, обезбедување на веднаш промена на законот кој што ќе значи покачување на минималната плата, намалување на товарот кај граѓаните и кај домашните фирми и почитување на правилото дека секоја фирма која создава работни места и носи пари во оваа држава не може да биде непријател, не може да биде дискриминирана, туку секој кој што ги почитува правилата, владата мора да го цени и мора да го помага. Значи, овој третиот дел може да нема веднаш да падне под лупа на Европската Унија. Меѓутоа, тој е многу важен за да се смени духот и атмосферата во државата. Ние зборуваме, сите зборуваме, ми се чини со луѓе кои што се во мали фирми, во семејни фирми, работат бизнис, велат, овие 3 месеци се е блокирано. И една од причините зошто час поскоро мора да се одблокира работата на собранието, изборот на новата влада, и за да овозможиме оваа држава нормално да функционира. Го спомена господинот Бесими состанокот на премиерите во Сараево. Тој беше еден од состаноците како подготовка на самитот кој што ќе се случи во Трст во јули. Тоа е продолжување на берлинскиот процес. Ние практично немаме влада која што може во име на Македонија да преговара
за клучни интереси, инфраструктурни правци, пари за државата, регионалниот пристап и регионалната соработка. Значи се враќам назад на вашето клучно прашање. Дали е возможно да тргнеме напред? Возможно и неопходно. И сметам дека и изјавата на комесарот Хан не беше случајна. Тој многу јасно кажа, ако Македонија мрдне од оваа катастрофална мртва точка и ако покаже резултати, а у тоа сме убедени дека ќе ги покажеме, тогаш притисокот ќе се префрли на земјите членки, да читаме директно Грција, меѓутоа и некои други кои што имаат дилеми, и Европската унија ќе мора да го пресече тој Гордиев чвор. Пред да ја продолжам оваа дебата со господата дипломати, како ќе го продолжите мандатот на СЈО кога нема двотретинско мнозинство? Ние ова прашање ќе го поставиме на собрание. Сметаме дека после оние изјави на ВМРО ДПМН дека тие ќе даваат поддршка на едно, на друго, на трето, на малцински влади, најмалиот чекор што би можеле да направат е да поддржат. Тоа секако нема да се деси. Ако не поддржат, знаете како оваа држава сме заборавиле дека има и обвинителство. Имате ли консензус со дуи дека ќе изберете обвинител непристрасен, независен, кој што може да ги преземе и случаите на СЈО, некои што не се отворени? Нашата заедничка цел и нашиот договор е дека веднаш во обвинителството ќе мора да се случат реформи кои не се само персонални, реформи кои што ќе покажат дека имаме луѓе, институции и знаење за да се бориме со криминалот и со корупцијата. И околу тоа немаме ниту разлики, немаме ниту дилеми и нема никакви партиски агенти. Има ли консензус за името на идниот нов јавен обвинител со ДУИ? Не, прерано е за тоа да се дискутира, заради тоа што знаете како ќе заглавиме во дискусија за и во јавност за кадровските прашања, мислам дека ќе промашиме целта. Димитров, по принципот на морковот и стапот повторно работи изгледа Европската унија. Што може овде да биде морковот, а што би бил стапот во една лоша варијанта за Македонија? Мислам, забораваме или малку идеалистички ги гледаме работиве. Зашто? Затоа што оценките не само кај нас на поголемиот дел демократска јавност, туку на Европската комисија и на НАТО, се дека Македонија е заробена држава. Сите оние што очекува, и тука е вџашеноста и кај Хан, и кај комесарката, високата представничка Могерини, и кај генералниот секретар Столтенберг, што ние во заробена држава, во услови на градење на еден режим десетина години, индоктринирано вметнуван во сите пори на општеството како метастаза, е идеално ние да очекуваме мирен трансфер на власта. Сметам дека ова Хан што дојде, јас имам некое посебно мислење за неговата цела улога, според мене малку контроверзна, затоа што тој во основа, можеби и не можеше повеќе, но прифати главниот генератор на проблемите во Македонија да седи заедно и да биде учесник во нивното разрешување. Тоа е премиерот поранешен Груевски. Тоа е илузорно да се прифати. Но зад Груевски стојат 51 пратеник и 450.000 гласачи. Ама за другата опција стојат скоро 650.000 кои се против. Не знам како им е таа весела или шашава математика, дека тоа огромно мнозинство од 450 во споредба со 600 или 700.000, но тоа си е дел од нивната малска логика. Може ли Македонија на побрзи траки кон ЕУ, што мислите вие, доколку ќе се грантира ли Македонија на тој начин? Мислам дека доаѓањето на Хан беше непотребно. Зашто? Затоа што го симна нивото. Кога не успеа високата представничка Могерини ништо да направи, кога едноставно и лидерот на ВМРО и носителот на визит карта, председател на Републиката, едноставно ја откачија, народски што се вика, да доаѓа под незиното ново ниво беше непотребно и уште особено па да нуди некакви моркови. Одавна, за жал, морковите оваа власт ги изеде, а стаповите не. Така што доаѓањето на Хан, ветувањето на некакви ќе почне преговори, тоа го имавме неколку пати и Филе го воде,
инициираше и он идеалистички мислеше дека нешто ќе промени во онаа влада која по мене не сака во ЕУ, затоа што се коси со системот на автократско, недемократско владење, па кој е спротивен на европските вредности. Така што мислам дека ќе треба, а како што се слуша и така се размислува, да дојде некој на уште повисоко ниво од господјата Могерини, за да се обиде конкретниот проблем. Ние немаме проблем со евроинтеграциите, ние имаме сега проблем со предавањето на власта. Јас не сум убеден дека тоа брзо ќе оди. Ќе се прават сите трикови и за жал идеалистички ќе гледаме на сите тие работа, а суштината ќе биде да се угасна пожарот. Доаѓањето изјавите од Сараево, од Хан, 23 преговори, 24 поглави, се според мене гасење на пожар со лажича вода. Рафаиловски, очекувате ли вие дека Европската унија сега може да одигра позабележителен процес, па и во тој трансфер на власта? Видите вака сега. Значи, прво, тоа дека Европската унија интензивно ќе почне да се занимава со интеграција на Македонија во Европската унија, треба да го заборавиме. Значи, многу јасно е и не еднашка, не два пати, него 100 пати е повторено дека проширувањето во Европската унија, и тоа ја не знам зашто се скрива или се преќутува, е кажано дека проширувањето заврши многу одамна и долго време кажа од почетокот, пред 7, 8, можеби 9 години, дека ќе се оди на процес на продлабочување, а поготово сега со истапувањето на Велика Британија, односно на Англија, односно Велика Британија поточно кажано, со проблемите на што тероризам, глобален тероризам што ги имаме, со проблемите на миграција, со изјавите тие, како да ги кажам, нетактични на Ердоган, дека секое дете, секое семејство требало сега во Берлин или во Германија да има по 5 деца. Сето тоа, значи, оди во една насока во која што Европската унија сериозно ќе ги насочи сите своји капацитети, економски, политички, воени, дипломатски, стратешки, на консолидација. Исто така оваа ситуација сега со новиот председател во Америка. И така да, тоа ние што сега го допираме како една тема, тоа за Македонија според мене не е од значение и нема да игра важна улога. Јас сакам да се вратам на приземни работи тука, на мирно примопредавање на власта. Почнав со еден елемент на доблестите или вредностите што треба да ги има политичарот. Може, чувме одговори, не чувме, останувам на тоа, меѓутоа сега една друг елемент е исто важен, кој што елемент треба да ни покаже каков треба да биде односот на политичарот кон граѓаните. И тоа е вака еден важен елемент и какви... Што сакате да ни кажете? Сакам да ви кажам дека она што ние сега го дискутираме и дека Европската унија ќе ги отвори поглавијата и дека реформската влада ќе биде нова, значи тоа е на секундарен колосек. Сака да кажете, барате поголема одговорност од идната влада во... Да, значи внатрешните проблеми. Знаете, внатрешните проблеми. Како ние ќе се справиме со еден нов начин на однесување на политичарот, како ние... Со кои проблеми да се справиме пред се? Што им порачувате? Не, значи, поедноставиме дебата. Прво е како да ги мотивираме младите пред се да се повлечат и како да поверуваат на зборот на елитата што треба да дојде. Значи, дали ние на младите им нудиме сега некоја конкурентност на база на овој рок, овој барок стил и она што градењето на национална и патриотизам, значи базиран, ќе кажам, на лажни услови, на фалшиви аргументи, дали ние сега имаме концепција што ќе им понудиме на младите граѓани. Дали ДУИ е спремен после овој лупинг што сега го прави, за влагање во новата власт, и тоа е нормално, и тоа е оправдано политички, меѓутоа треба да знаат Али Ахмети и Груевски, особено Али Ахмети, дека е губитник на изборите, дека он беше казнет од албанските граѓани. И сега е многу интересно како тие со нивната стратегија, нивното заедничко работење и учество во една политика и во едно однесување
во минативе 10 години, како ќе можат и кој збор ќе го земат за да можат народот да го повлечат со себе од една страна. А од друга страна, новата политичка гарнитура која доаѓа и посакуваме да дојде и да има мирно премепродавање на власта за да профункционираат демократите и да се врати граѓанството на едни реални основи во Македонија, како тие со која филозофија ќе ги повлечат младите граѓани. Значи, тоа е она што ние треба да го знаеме и политиката, односно надворешната политика, може би треба прво да почне од регионот. Значи, консолидирање на регионалните односи. Како ние ќе го консолидираме односот со Грција? Значи, не можеме да забораваме или да прекитуваме тука по 20 години дека спорот со името е главниот фактор и за НАТО и за Европска унија. Ви благодарам. Сега ќе ви дадам збор. Претходно да ја чуеме изјавата на Стојан Андов дадена во ова студио. Баш се однесува на спорот со Грција, па се враќаме веднаш во студиото. Ние не можеме сите наши проблеми да ги решиме сами. Дел од тие проблеми се врзани за нашата иднина, нашето членство во ЕУ, во НАТО и така натаму. Денес ги доживуваме тие проблеми, а тие се делумно зависни. Сега го зборуваме ние за ова. Мислам оти Република Македонија немаше во оваква ситуација да западне во една власт без контрола, која не беше грчкиот отпор да ни дадат преговори и да постепено напредуваме во тој поглед. Да, во продолжение Андов искажа верување дека веднаш или бргу по формирање на една можна влада која што ќе има реформи, Грција така би омекнала во преговорите со Македонија и би се согласила за едно брзо решение на спорот заради отворање на македонските европерспективи. Ова само како шлагворд за дебатата, но претходно ќе ви дадам Бесим и вас збор за да одговорите на овие, може би да речем и прозивки што ги спомена Рафаеловски. Равно во Македонија тоа што постојано се слуша како порака од земите од Европска унија, па и земите членки на НАТО и само НАТО е домашниот лидершип, значи политичкиот лидершип. И тука забележуваат на Македонија генерално во однос на ова кога зборуваме за реформите и тоа. Што се однесува на позициите за во коалицирањето, ние сме сведоци дека во Македонија политичкиот модел и систем и праксата покажува дека имаме коалициони влади. И во тој контекст сега кога постапуваш како коалициона влада, прво се случуваат многу внатрешни дебати и често се случуваат и во јавноста различни ставови за одредени прашања, така да, но тоа што во одреден момент во демократски држави ги расчистува овие позиции, секој си ја добива својата сметка, тоа се изборите. Демократска унија за интеграција во овој период ја доби својата сметка за тоа коалицирање. Така да ние сме демократска држава и ги почитуваме изборните резултати и коалицирањата во Република Македонија, барем во досегашниот период, а и во блиска иднина, не се базират на идеолошка основа. Значи, ние, кога зборувам за овие коалицирања, зборувам за коалиционирање каде што има политички партии од албанскиот политички блок и од македонскиот политички блок со цел да ја одрази што повише легитимноста на таа влада, таа структура. Значи во тој контекст, значи ова што вие го спомнавте, сакам да кажам дека ако гледаме така, например Дуи била од 2001 до 2006 со Социјалдемократскиот сојуз. Потоа имаше во опозиција еден период, па продолжи со ВМРО-ДПМН и сега е во коалиција со 67 пратеници мнозинство за како едно парламентарно мнозинство во Собранието на Република Македонија. Значи,
Што е главно во овој контекст, за да не должам повеќе, затоа што имаме и други теми, важно е дека тоа што за Македонија стануваат стратешки приоритети и значајни. Тука се сега во овој момент главни приоритети се и итните реформски приоритети за Република Македонија. Тоа се во тие итни реформски приоритети, меѓу друго, влегуваат владењето на правото, но и доброто владење во самиот пакет на Европската Унија, доброто владење во тоа што вие кажавте за она како се однесуваат политичарите према граѓаните. Исто така бешете и од другите соговорници, госпоѓа Шекеринска, па и студентот Александар Димитров, да, се извинувам. Тука е тоа што кај нас треба да се промени. Значи, тие се реформите во кои ние треба да се согласиме дека што се стратешките приоритети за Република Македонија. И тука, кога кажувам стратешки приоритети, доаѓаме до прашањето што вие сега го спомнавте во однос на прашањето за името. Значи, ова е многу чувствително прашање и ние сите граѓани треба да го имаме предвид тоа. Не е тема за дневно политичко дневно политичка тема да некој направи кампања со тоа, дали ќе го решиме сега или не. Тоа е прашање што сите треба да се согласиме дека треба да имаме сериозен пристап и во најмала рака треба да се злоупотреби во контекст на меѓуетнички основи. Дека ако е некој представник од албанска етничка заедница, дека сега во одреден момент ќе направи некој чин што ќе ги навреди своите сограѓани или ќе направи нешто што е предавство. Значи, не се работи така. Ние сме сограѓани, со устав, сите сме дел од оваа држава и така треба да ги гледаме тоа што се главни стратешки интереси за Република. Главен стратешки интерес во оваа фаза се евроатлантската перспектива да се обезбеди, затоа што генерално процесот на глобализација за која немаме време на оваа емисија да разговараме, има сериозни предизвици на глобално ниво. Ние се соочуваме со еден тренд раст на популизам и во Америка, и во Европска Унија, а и во Балкан. Значи се создава еден нов простор. Исто така нова рамнотежа на светските сили, што и Балканот не е изолирана од тие ситуации. Значи, ако ја гледаме Македонија и целиот евроинтеграцијски процес во тој контекст, недвосмислено е дека Македонија нема алтернатива освен да работи на евроатлантската перспектива. Ја не случајно дадов примери, не само теоретски да зборуваме, еве ги земите поранешни социјалистички земји од Централна и Источна Европа. Кај нив имаме разлика во контекст и на воспоставување на демократските институции, принципно и во однос на благосостојбата, односно растот, економскиот раст. Затоа и Македонија, кога зборуваме во овој контекст на европската перспектива, треба на граѓаните да им зборуваме со едноставен јазик. Што тоа значи? Младите, ако ги спомнах, тоа значи дека младите прво не само да барат работа во странство, туку прво ќе најдат квалитетно образование. Ќе влезат во поконкурентен, поквалитетен пазар и нормално ќе отворат нови перспективи. Да ги оставиме прашања за младите, затоа што мислам дека и нашите гости во студиото ќе сакаат да се вклучат. Шекеринска, во контекст на решавањето на спорот со името, очекувате ли тоа да биде во агендата на идната влада како некоја брза, да речеме, разрешница, условно речено, поповолна од сите оние што досега се нуде? Не. Да бидам искрена, мислам дека Македонија не треба да се фокусира на преговори на едно важно, тешко прашање, тогаш кога е најслаба. Значи сега Македонија е посакуван можеби партнер за преговори на многумина, меѓутоа она што ни е клучно е прво да ја зацврстиме својата позиција, за да кога ќе седнеме на маса, нашите слабости не ни бидат удрени од глава. Не случајно затоа зборував дека фокусот мора да ни биде дома. Денеска сме во студио, зборуваме за надворешна политика, зборуваме за преговори за поглавие 23 и 24. Во Македонија 3 месеци не се исплатени социјалните поддршки на државата за лицата со посебни потреби. Во Македонија не се исплаќаат субвенциите во земјоделие. И едното и другото е блокирано заради тоа што ние немаме легитимни институции.
Минатата година, кога се случи она масовно помилување од страна на Иванов, главниот коментар и дома и од страна на ЕУ и од страна на НАТО беше дека ова комплетно го руши владењето на правото. Оваа година реченицата е уште пострашна. Дека неформирањето на влада поради такво однесување на Иванов ја руши основата на демократскиот систем. Што е поентата да организираме избори и да трошиме милиони евра како држава, ако на крајот еден човек може да одлучи да не ја почитува волјата на граѓаните? Во 2006 година ВМРО-ДПМН одлучи не да прави коалиција со ДУИ, ги избра ДПА. Тогашниот председател можеше да каже: јас мислам дека е ова ја загрозува стабилноста и унитарноста, се види дека после тоа реално имаше проблеми со стабилноста, и да не им го даде мандатот. На што ќе личеше тоа? Во 2011 година ВМРО-ДПМН и ДУИ одлучија да прават влада и еден дел од елементите во нивните партиски програми беа дека уставот треба да се смени во член тој или член тој. На што ќе личеше Иванов да не дава мандат? Значи, ова е генерално блокирање и се поставува прашањето како во една држава може еден човек да мисли дека се почнува и завршува со него. А ве загрижува ли оваа тенденција што доаѓа да се префрла од овој, да речем, внатрешно македонски судир кон меѓуетнички, со овие протести кои што во некоја мерка носат иконографија или символи или скандирања кои што воопшто не се уместни? И вас и господинот Бесими, бидејќи тоа се двете најголеми заедници во земјата. Тоа е секогаш најлесното прибежиште на сите криминалци. Се извинувам што го користам, ретко користам вака директен јазик. Секогаш луѓето кои ја злоупотребиле власта и кои гледаат дека доаѓа шанса некој да им побара одговорност, кривична, не политичка одговорност, најлесно им е да се облечат во облеката на национализам и да создадат страф од нешто поголемо. Мислам, тоа се случувало во Америка, тоа се случувало во Европа, на Балканот видовме секакви. Милошевиќ 10 години ја малтретираше Србија и на крај со сите милиони избега и фамилијата. Сега слушам уште милионите на Милошевиќ се трошат. Меѓутоа, она што затоа сме сериозно загрижени. Меѓутоа, мислам дека на сите полека им станува јасно дека ова што сега го прави и Иванов и ВМРО-ДПМН е практично втор обид за помилување. Минатата година отидоа со помилување, сега ова е втор обид. Видите, оваа криза има три фази. Првата беше политичка, институционална, со ризик, доколку трае да се префрли во меѓуетничка. Добро е што во моментот кај граѓаните не постои таков револт за да тоа биде рефлексија спонтана на граѓаните. Меѓутоа, многу е критично да во реториката да се користат зборови кои може да провоцират, кои во пракса, на терен може да значат и одредени инциденти, што тоа не е добро за генерално за Република Македонија. Тоа е едно важно чувствително прашање. Јас затоа тука би додал дека кога зборуваме ние, ќе се навратам на тоа, јас може би станувам досаден, го повторувам, но мора ние искрено да застанем за тоа што е заедничко за сите граѓани на Република Македонија важно. Тоа е перспективата. Тоа е перспективата на Република Македонија во овие евроатлантски вредности што ги зборувам. Затоа што таму имаш човекови права, таму имаш еднаквост, таму имаш владење на законите, таму имаш независно судство и така натаму. Имаш просперитет. Значи за Македонија тоа би значило во тој пакет би значило три работи. Значи идните реформски приоритети, добри меѓуетнички односи и трета работа, добрите соседски односи во кои спаѓа и прашањето на името што се спомна тук. Меѓутоа, тие прашања треба заеднички да пристапиме, не да се искористи ниту за политички пазарење, односно добивање на поени за кампања, ниту за меѓуетнички. Затоа што тоа што е клучно за Република Македонија, кога зборуваме, ние слушам сега унитарноста на Република Македонија да се зачува, кој ја нападна. Значи, ние зборуваме за граѓани на Република Македонија. Тоа најважно за Република Македонија е да немаш дивергенција во општеството. Ти да имаш Добро, но голем дел од македонците сметаат дека албанската платформа ја нападна унитарност. Мислам, ги имаме луѓе на улица. Некој тоа го образложил?
голем дел од нив треба да читат што таму има. Но да не навлегуваме во тоа. Сакам да појаснам нешто важно. Во преамбулата на Уставот на Република Македонија многу јасно пише. Република Македонија е држава на граѓаните на Република Македонија, македонскиот народ, дел од албанскиот народ и сите други ги брои. Да не ги спомнам за да не заборавам. Но тие преземаат обврска и одговорност за Република Македонија како да ја чуваат и како суверена држава и се понатаму. Значи зборуваме за исти граѓани. Дали тој е македонец, дали албанец, турчин, србин, влав или друг. Тоа е исто како да кажа сега граѓаните од машки род или од женски род сега ќе отварат нови теми за правата на жените и така натаму. И сега нападната е Република Македонија за тоа што некој бара повише права за жените во Република Македонија или тие се човекови права. Ја не зборувам тука за одредени работи што некој нешто наметнува што не е нормално. Затоа Европска унија на тие работи гледа според нивната логика, според нивните принципи од призма на човекови права. И ние во овој контекст ние имаме и во нашето законодавство, само треба и тие работи, голем дел од тие работи треба и да се примене. Така да во овој контекст, за да не должам повише, значи сакам да кажам дека меѓуетничката тема е важна за Република Македонија. Не е нешто што може за дневни политички интереси да се користи, затоа што може да има висока цена. И трета работа, значи, во Македонија е многу понапред во однос на тоа што било порано во меѓуетничките односи со цел да ја направи Македонија како можност за сите граѓани без разлика на нивната етничка припадност да застанат заедно. Тука ние мора да работиме на ова кога спомнав за кохезија во општествена кохезија. Затоа само која ми е поентата и ќе завршам знам во однос на времето, но е исклучително важно. Ние дали сме расчистиле кај граѓаните во однос на две отворени теми. Значи, на жалост, може да се најдат се уште стереотипот за граѓанин македонец кај албанската етничка заедница, поголем дел е дека го искористиле системот и имале придобивка од системот, буџетот повеќе се користи за нив. И од друга страна, стереотипот за албанците кај дел од македонците може да види дека не се лојални према државата, имат други агенди, значи тие не припаѓаат на оваа генерација што гледаме пред нас. Тие се работи што се импонирани во Република Македонија одма по осамостојувањето и сметам дека ваква реторика меѓуетничка не помага за еднината на Република Македонија. Благодарам. Одиме со мала пауза за реклами и се враќаме со прашања од публиката. 24 отворено, се враќаме по рекламите. Македонија брзо идна земја членка, односно земја што може да отвори преговори со Европската унија или само научна фантастика. Се враќаме веднаш со прашања од публиката. Имаме во горниот десен дел Софија. Софија, повели со твоето прашање. Најправен добро вечер до сите. Вака, имаме еден македонски извонреден вајар од село Слоиштица Демирхисарско, кој го ваја романот Пиреј. Пирејот е нели символ на непокорливоста на македонскиот народ од една страна. Од друга страна пак некои го сметаат Пирејот за трева која што ја спустува почвата и која што разорува се околу себе. Кој е македонскиот Пиреј? За кого е вака наменето според тебе прашањето, на кого сакаш да го поставиш? Конкретно за Радмила Шекеринска и Фатмир Бесимеева. Добро. Интересно и тешко прашање. Јас сум, ево сега ќе кажам, и оптимист по природа и можеби тоа излегува од мене. Јас сум свесна дека сме се родиле во мала држава која се соочила со 1001 проблеми во својата историја и се соочува и денес. И не сакам тоа да го гледам како мој хендикеп. И не сакам да верувам во сценарија во која тоа е нашата судбина и заради тешката историја ние мора да имаме и тешка иднина. Мислам дека оваа генерација, млади, граѓани, без разлика каква професија имаме, може да покажеме дека ете и Пирејот
од Пиреот ќе ги извадиме позитивните страни. Дека ќе бидеме посилни, дека ќе успеваме и кога не ни оди, дека ќе продолжиме понатаму и дека нема да се откажуваме. И затоа јас и по прашањето на ЕУ и по прашањето на внатрешните предизвици велам вака, имаме криза и сериозна и многу е тешка. Ама тогаш кога ти е многу тешка ситуацијата, можеш и највеќе да се издигнеш. Европската Унија, не се согласувам со тезата дека во оваа ситуација, бидејќи се во криза, не можат ни да се шират, не можат ни да ја продлабочуваат соработката. Историјата на Европската Унија покажува дека единствено тогаш Унијата се продлабочила и се проширила. Ние станавме земја кандидат после 2 негативни референдуми во 2 клучни земји членки на Европската Унија. Лесно беше ич. Многу луѓето велеа, сигурно ќе успеете. Ретки беа тие што велеа дека ќе успееме. Ама целта е не да плачеш, не да дигнеш раце, туку тоа што е до тебе и од тебе да го сработиш. И јас сакам во сите наши карактеристики како македонци, може би и како луѓе сме пиреј. Правиме некојаш и зло, меѓутоа можеме да покажеме дека сме и посилни отколку што било кој се надева. Јас сакам тоа што го имаме, тоа што го поседуваме, идентитет, знаење, историја, чувство на посебност, да покажеме дека тоа може да не доведе и до успех. И убедена сум дека ќе бидеме во таква ситуација. Од нас зависи, од некој повеќе, од некој помалку, меѓутоа и како граѓани сме на тест, како земја бевме на тест на 11 декември. Стварно сум благодарна дека по сите притисоци, по сите пропаганди, по сите мрачни сценарија, луѓето излегоа и гласаа за подобар живот. Не само овие што гласаа за СДСМ, не сакам да политички да одвојам. Гласаа луѓето за верба во нешто подобро. Јас затоа сакам и од двете дефиниции на Пиреј за кои што дискутиравме кога имавме часови по македонски јазик, мој фаворит секогаш била оваа првата. Тешко е, мачно е, мислат дека те згазиле, како човек, како македонец, како граѓани на оваа држава, излегуваш и покажуваш дека имаш што да му понудиш и на светот, имаш што да си понудиш и на себе и на сите со кои што живееш заедно. Ако зборуваме за институции, обвинителства, судство, кој е Пиреот во овој контекст? Јас не сакам, не мислам дека институциите треба да ги дефинираме со црна или со бела боја. Заради тоа што така им помагаме на оние кои што се најлоши во тие институции. Јас затоа не ја прифаќам, мислам дека е за сите нас многу погрешна тезата, знаете, политиката е, сите се корумпирани. Во судството сите судии се купени. Во обвинителството сите се неспособни. Па еве, СЈО не излезе надвор од Македонија, не дојдоа луѓето тие надвор од обвинителството, не ни се увезени кадри. И специјалното јас тоа мислев дека е по мене најубавата работа од создавањето и покажувањето на резултати од специјалното јавно обвинителство, покажавме дека имаме луѓе со кои сите можеме да се гордееме. Институциите ги прават луѓето. И затоа мислам дека ние имаме уставен поредок кој што е логичен, сосема пристоен. Гарантира дека институциите и меѓу себе ќе си се контролираат. И во тие институции имаме катастрофални луѓе кои ја злоупотребија до даска својата функција, кои не доведоа до ова дередже. Јас мислам дека во секој од тие институции имаме и вистински луѓе, кои многу ретко ја добиваат својата шанса. Значи, целта е не да влеземе со ништење, дека се е лошо, ниту пак се да гледаме розово. Мислам дека треба да им дадеме шанса на професионалците од сите професии во Македонија да покажат што знаат и умеат. Јас велам, формирањето на влада ќе им го прво олесни животот и на сите оние од ВМРО до ДПМНЕ, кои што се во администрацијата, се во институциите работеле законски и нормално. Никој нема да им се јавува и да им праќа пораките, чекаме во 5 на протест. Никој нема да ги тера да носат, да тераат ученици, замислете, да се приклучуваат на протестите. Имаме луѓе, но имаме систем кој што крахираше. Сега ќе треба да го извадиме максимумот од сите луѓе кои што ги има Македонија, за да малку од малку ги оправиме институциите уште во првите 6 месеци. И за да покажеме дека тие македонски институции можат да бидат и гордост на граѓаните кои што за нив секој месец плаќаат. Добро.
Бидејќи многу работи се кажа, ја само кратко и вака фигуративно ќе кажам некои работи. Значи, прво ќе цитирам Жан Моне, ми се чини, беше вика за промените, значи за Македонија се важни и едно и друго, и лидерство и институции. Значи промените ги прават луѓето. Но за да тие промени останат одржливи, требаат институции. Значи и едното и другото се важни во цел овој процес, значи воопшто не треба да се лажеме дека е едноставен процес европската интеграција, односно подобрата иднина, но исто така тоа што е важно, исто така во однос на ова би сакал да кажам дека ако гледаме во однос на тоа што Република Македонија треба за воиднина, значи не е ништо така црно или бело за младите, вие бидејќи имате исто така дел од вашето слободно време, ви препорачал она што еден многу интересен филм постаре, значи Животот е убав со Бенито Бенини, значи Роберто. Да, Роберт. Значи он и во најлоши услови он успеа да гледа оптимистички, значи на крај успева. Не е споредбата Македонија со таква ситуација, но тоа е моралот од тој филм. Приказната е дека секогаш треба оптимистички да пристапиш, за да можеш да ги направиш тие промени и после институциите да ги направат тие промени одржливи. Не дај Боже Македонија да е концентрационен логор како што беше во филмот. Не во тој контекст, но во однос на пораката што има од најекстремните ситуации и може да извади најоптимистичко сценарија. Димитров, коментар? Не, коментар немам, затоа имам во сета оваа сериозност една мала шега за разлика од господја Шеќеринска која е оптимист по природа. Јас не сум толку оптимист по општество. Така што се плашам дека се уште, за жал, премногу идеалистички гледаме, затоа што имаме една врхушка која не ја дава власта и за која, за жал, уставот и законите се дел од македонската книжевност и литература. За нив не важи зборот, ќе сакате да ни важи уставот. Ние за Македонија, за жал, е веќе дел од кризниот менеджмент во Брисел. За жал или за среќа? За жал ние станавме делот од Балканот кој секогаш бил познат како буре барут, а никогаш некоја стабилна зона на мирот, сега фитилот е тука. Кај нас, за жал, гори и може да се плавне или на меѓуетнички, или на меѓуверски, или на, за жал, и партиски. Малку треба и не се случајни опомените и на господја Могерини, дека ризикуваме не само меѓуетнички, туку и географски конфликт и овие постојани пораки не си играјте со огнот. Така што мора да бидеме до крај предпазливи и да не очекуваме дека сето ова така ќе оди. До сега не одеше и нема да оди затоа што сега што се дефокусира. Ние не разговараме за правна држава, за криминал, за прислушувањето. Сето она што беше во екот на кампањата на што некои партии многу изгубија, а некои многу добија. Ние се разговараме. Денеска разговаравме за правна држава, имаше доста тематики. Не, во јавноста говорам, не овде. Сега сите разговараме унитарност, двојазичност, нешто што е дефокусирање, забрањање на Македонија од нешто што не постои. Па како ако е некој 10 години бил на власт, ја направил толку кревка кула од песок Македонија, за да може 3 листа, така наречена албанска платформа да ја разурнат. Тоа е идеал, тоа е илузија. Ние имаме сега папагалско барање, откажи се, осудија. Зашто не барат од Албанија? Еве власта тука, ние во студио, меѓу другото. Не, рече дека не е во власта. Ние сме од бившата власт. Добро, Лина, со прашање имаме од мојата лева страна. Да, добро вечер, јас сум Лина. Би сакала баш да продолжиме да говориме за темата за СЈО, бидејќи како што сме запознаени, СЈО отвори сериозни истраги за криминал. Моето прашање е во насока на тоа дали со вакво судство како што имаме сега може да се очекува тие вистини да се обелоданат и парите да се вратат кај граѓаните.
За кого е прашањето, дали имаш конкретен или вака ќе може да прокоментираат? Добро, мислам дека ќе треба од тука да почнеме. Судството е вториот тест на функционирањето на правната држава, особено околу истрагата на сите овие случаи кои покажаа во каква Македонија за жал живееме. Првиот филтер што мораше да се помине е да добиеме обвинителство кое ќе биде подготвено да ги истражува. Некако како да заборавија и овие во главното обвинителство, дека специјалното обвинителство се создаде само заради тоа што тие година дена не помрдна од овде, ниту еден од предметите, ниту кој прислушкувал, ниту злоупотребите во врска со избори, криминал, корупција, да не спомнам. Второто, џабе ни е добро обвинителство ако во судството крахираат. И се видоа првите примери. Значи, она што се случуваше во сенка на политичката криза, последниве 2 месеца беше страшно. Вие да имате ситуација кога секој судија што прифатил предлог на СЈО да биде пратен да решава по прекршоци. Пазете, за тие суди оваа држава плаќала обуки за организиран криминал, за корупција, за софистицирани дела и одеднаш тие ќе решаваат сега за предмети прекршочни. Сите кои што одбиле барање на СЈО, сите беа наградени преку ноќ од прекршоци дојдоа да решаваат тешки криминали. Значи тоа е скандалозно и јас се надевам дека и за тие одлуки некој ќе носи одговорност. Заради тоа што сето тоа е на хартија. На едно од судењата чувме дека судијата практично предал записник кој што е фалсификат. И сега јас можеби не верувам, можеби не ја говорат вистината овие од СЈО. Ама пазете, прв чекор на судија што е на вистинската страна, што ја говорел вистината, што не правил фалсификат, е да ја пушти снимката. И ќе се види. Снимката ден денеска ја нема. Така што факт е дека состојбата во судството ни беше позната и претходно, се покажа дека некои луѓе продолжуваат да судат нарачано, продолжува да функционира нечие тефтерче, не знам кај кого е црвениот телефон, ама истите луѓе се од тефтерот, некои покажаа дека сваќаат дека мора работите да се променат. Во нашата програма и за влада кажуваме дека ќе имаме предлог во Собранието на Република Македонија и тука исто така постоеше консензус, каде што ќе предложиме да се формира специјално оделение за предметите во СЈО. Зошто? За да не ни се случи ова што сега ни се случува. Меѓутоа, за тоа знаете дека е потребно двотретинско мнозинство. Доколку тоа двотретинско мнозинство не постои, ќе очекуваме дека зголемената транспарентност и обврски на судиите да стојат зад одлуката, дека ќе зголеми малку одговорноста пред секој од нив. Значи имавме ние првиот судија одби, ако не се лажам, барање за притвор на еден од бизнисмените кој бил вмешан во криминал од 17 милиона евра во Рек Битола. И нема притвор. Пазете, сега чувме 18 месеци пресудиле за некој што украл 10 тегли ајвар. Еве нема притвор. Меѓутоа, одговорен е и тој судија сега кога гледаме дека споменатиот бизнисмен е недостапен. И никој не кажува колку 2 недели веќе не е тука и никој не кажува на службен пат, не знаеме кога ќе се врати, не знаеме каде е, ништо. Она што е многу интересно е ако го погледнете извештајот на обичното јавното обвинителство на Република Македонија, ќе видите дека во 2014 немало ниту едно барање за притвор, предлог кој го дал обвинител, било кој, а кои судиите не го прифатиле. Сите 100% биле прифатени. И таа разлика во стандардите е таа што боли, плаши, нервира, ама и таа повлекува одговорност. И затоа мислам дека ако се испрати пораката дека секој носи одговорност, секаква, за своето одлучување, ако не работи согласно законот, мислам дека ќе ги подобри работите во судството. Нашата цел е да го искористиме препораките на ПРИБЕ, ама и да искористиме малку изголемената присутност на ЕУ овде и да побараме некаков пакет на судски реформи зад кои ќе застане ЕУ, ќе застане, предпоставувам и САД, кој што и до сега ги финансираше дел од реформите во судството и за кој што ќе бараме консензус или барем двотретинско мнозинство во Собранието. Притисокот и врз ВМРО ДПМН ќе биде голем,
заради тоа што тоа ќе биде еден од условите за Македонија да успешно се справи со поглавијата 23 и 24. Јас сум убедена дека после формирањето на влада и ВМРО ДПМН ќе свати дека ако не се менува, ќе исчезне. И дека можеби тоа ново раководство на ВМРО ДПМН ќе гледа во таквите реформи шанса да ги исчисти луѓето. Јас не мислам дека сите во ВМРО ДПМН подеднакво носат одговорност за ова што и се случи на Македонија. Не мислам дека се сите корумпирани. И се надевам, ете оптимистот, ние имавме различни позиции со господинот Димитров и околу кандидатурата. Тогаш тој беше исто песимист, ја бев оптимист. На крај, мислам дека вистинската мерка е да се трудиме да го извлечеме најдоброто. И убедена сум дека со такви едни реформи во Македонското собрание, судството ќе може да се ослободува. А немам дилеми дека тоа ќе биде бавно. Добро, повелете во истиот ред, представете се. Добро вечер, јас сум Јоргос. Имам прашање во врска со младите во Македонија. Како пред се, како млад, мислам дека младите масовно ја напуштаат земјава во изминатиот период, овие некои 2-3 години. Знаеме дека има вработување најчесто по партиски клуч. Свесни сме за тоа, ние како млади си муабетиме еден помеѓу друг. Со таква динамика, доколку го продолжи динамика, дали ќе се соочиме со масовен екзодус или значи доколку реално најавите за 500 евра плата би биле реални. Дали имате некаков план, подточки, некои ставки вие како СДСМ и како ДУИ, како коалиција за спречување на младите и дали имате некој план за враќање на оние веќе кои што излегле од државата за да го најдат, за да се најдат среќата во едно место. Да се надеваме дека нивниот план не е да си земеш партиска книшка веднаш. Ајде, сега без Сими Пашетјанинска. Не. Добро, бидејќи до вас беа насочени прашања. Реформата во јавна администрација, која е една од трите компоненти во новиот пристап на ЕУ што го барат од Република Македонија, кога зборуваме итни реформски приоритети покрај судството и ова доброто владење, се реформите во јавната администрација. Но за младите, бидејќи вие го спомнате прашањето за младите и ова во однос на платите во Република Македонија и во јавна администрација, значи два аспекта се. Едното се во јавна администрација, но второто што Република Македонија во иднина би требало да претендира е да отвори нови работни места во приватниот сектор. Значи, таму да се создаде исто можност за младите во Република Македонија, затоа што јавната администрација и сега, значи, веќе се знае колков е капацитетот и докаде може да се создадат нови работни места, но тоа што на Република Македонија ни во иднина треба, тие што се можности покрај идните реформски приоритети, нови инвестиции, значи што ќе значат креирање на работни места за младите, можност за тие да добиват одредени бенефиции не само во пакетот на активни мерки во однос на инвестициите, но и во однос на пазарот на труд за поттикнување на предприемништво, за да не навлегувам во сите тие детали, мислам во однос на економски мерки, но тука во контекст на вашето прашање Република Македонија, кога гледаме во миграцијската мапа, значи во досегашниот период, иако во јавноста често се користат без да се навлегува во периодот, значи според официјалната статистика на Светска банка и Европска унија, како бројка, над 1/4 од населението од Република Македонија живее надвор од границите на Република Македонија. Не зборувам за 5-10 години, но генерално тоа што луѓето се изјаснети, значи Република Македонија, ако броиме 2 милиона, некаде околу 500.000 е бројката што живеат надвор. Тоа зборувам сите периоди. Значи, реално сега барам некоја проценка е така да Република Македонија ова гледа и
како потенцијал на економски раст. Доколку дел од нив што биле успешни и гледат перспектива во Република Македонија, тие не само што ќе се вратат, но се враќаат со идеи, со капитал и со контакти, значи и со знаење. Значи тоа е важно за Република Македонија да успее во иднина, да биде перспективна, каде што младите нема да гледат само надвор, туку и тие што се надвор да најдат некоја можност да почнат нешто ново во Република Македонија. Шеќеринска, бидејќи тука беше и делот на платата од 500 евра спомнат како еден од реперите на програмата идна на владата, за кој што доста добар дел и од експертите изразија сомневање како тоа ќе се постигне во услови на ваква економска ситуација во која што е сега Македонија. Значи јас прво сакам да кажам дека го делам впечатокот дека е ова всушност најголемиот проблем. И судство некако ќе се решава, и администрација ќе се решава. Ако нема луѓе, нема економија. Ако нема млади, нема нови вработени, нема ни пензии. И заради тоа една од клучните цели, кога седнавме и го пишувавме прво планот за живот во Македонија, а потоа и владината програма, беше како во секоја политика да водиме сметка дека младите заминуваат и сега ние треба да дадеме аргумент зошто да останат. Порано требаше човек да најде аргумент за да си замине. Сега ние треба да создаваме аргументи за да се остане. Затоа одлучивме да одиме прилично храбро со ваквите мерки. Значи, првиот чекор покачување на минималната плата не е случаен. Затоа што Македонија се соочува со многу голема сиромаштија, дури и кај оние кои што успеале да најдат работа. Македонија е земја која што и тие работни места кои ги создаде како најниско платени работни места. Затоа социјалната раслоеност и разлики порасна. Затоа имате профитабилни фирми, а многу сиромашни вработени кои после 1-2 години гледаат дека никаде не им се движи екзистенцијата и заминуваат. Затоа велиме платата минимална веднаш ќе порасне, практично ја чекаме владата за да го предложи тој закон на 12.000 денари за сите сектори, а за оние кои што се чувствителни сектори можат да имаат проблем со конкурентноста, владата да обезбеди пакети за прилагодување кон новата плата. На крајот на мандатот, последната година, минималната плата ќе изнесува 16.000 денари. 22 милиони евра првата година, првиот буџет, ќе ги предвидиме за поддршка на домашните фирми. Ама не според тоа дали некој му се допаѓа или не му се допаѓа фирмата или собственикот, туку оние кои што ќе создаваат подобро платени работни места. Еден цел сектор го посветивме на индустриите кои создаваат повеќе профит, ама и нудат подобро платени работни места. IT, креативни индустрии, нови, модерни технологии. И тука веќе имаме сериозни планови, дури и со фирми и луѓе кои што сакаат и дел од капиталот да го донесат или да го вратат назад во Македонија. Сметаме дека треба да се намали, треба да ги привлечеме со намалување на данокот на добивка, меѓутоа условот ќе биде создавање на подобро платени работни места. Бизнис инкубаторите ги гледаме како шанса на младите да почнат бизнис. Добро, цела програма сега не можеме на владата само уште една точка сакам да спомнам апропо Европска унија. Ајде. Сгрешивме што неумно и нерационално ги трошевме и европските пари. Најголемиот дел отидоа на консултанти од Европска унија. Супер е тоа, ама многу малку пари останаа таму каде што ни требаат. Дури во делот на иновативност и финансирање на мали проекти кои што се наменети на отварање работни места и на младите, за тоа земавме кредити, наместо како Србија, например, да искористи 10 милиони евра буквално на финансирање на проекти од млади. Од кои денеска, еве да се потсетам, баш ги гледав, 41 функционираат како ново создадени фирми кои отвараат дополнителни работни места. Инаку за тие парите од европските фондови, ние секоја година имаме те од ОЛАФ испитувања, те сега за ИПАРД програмата повторно се најавува испитување како се трошат и тоа е, предпоставувам, дел од таа транспарентност на трошењата на парите кои што ќе треба да се испитаат, но некако сега немаме време да ја отвориме таа дебата. 30 милиони од прилики евра ние ги изгубивме за секогаш. И сега со 30 милиони евра Србија, например, инвестираше во систем за прочистување во нивната термоелектрана Никола Тесла. Тие 30 милиони од која програма? Од ИПА. Значи, според сега јули, мислам дека беше, кога излезе Европската комисија, дека 27 милиони евра се
практично замрзнати за Македонија заради слаба трошење, заради злоупотреби и така натаму. И при тоа ние одбија апликацијата за финансирање на Коридор 8. Значи Македонија и тие пари кои што може како гратис да ги добие, да не мора да ги враќа, да не зема кредит, и тие заради злоупотреби, заради незнаење, заради они велат недостиг на политичка волја, и тие ги изгубивме од раце. И срамота е една држава која волку бара пари, да не знае тие пари за своите граѓани да ги искористи. Добро, тоа значи дека ќе треба во денот пред да се насочи кон градење на капацитети и административни за искористување на тие пари. Ќе ве молам следно прашање од публиката за девојката во долниот дел. И јас ќе ви го подавам микрофонот, малку и да се прошетам таман. Повелете. Добро вечер. Како млад граѓанин на Република Македонија, добро знам функцијата која треба да има еден политичар, односно имам некоја тенденција да ја познавам и да сметам дека треба да биде насочена кон подобрување на животот на граѓанинот што живее во Македонија. Па така како представници на различни политички партии, првото прашање што го имам насочено кон вас е дали вашите политички партии имаат намера пред да се продолжи напред со новата ситуација која моментално постои во Македонија, да ја признаат сопствената вина за тоа што се случува во државата, односно кризата во која има улога во доведување на Македонија во ваква ситуација, без разлика на тоа што се случува, дали имаат намера да ја признаат својата вина и својата улога за ситуацијата во која го доведува македонскиот граѓанин, а многу добро знаеме во каква ситуација се наоѓа од 1991, значи по-конкретно во моментов, или имаат исто така тенденција пак само да го обвинуваат противникот? Ова е прашање кое би го поставила на сите представници од сите политички партии во Македонија. И второто прашање, зошто се игра на националистичка карта во период што е многу сензитивен, кога знаеме дека надетничноста тоа што и треба на мултиетничка држава како Македонија, затоа што се работи за граѓани од повеќе националности, сензитивна ситуација и ситуација која треба да се движи во подобра насока. Добро, пред да одговорите, јас сакам тука нешто да кажам, дека денеска се обидовме да стапиме во контакти со другите политички партии, односно со партијата ВМРО ДПМН, конкретно со поранешниот министер Милошовски. Меѓутоа, во текот на денот и покрај тоа што му пишавме порака, очекувавме дека ќе дојде во дебатата, тој не ни одговори, веројатно бил зафатен, чисто да прокоментирам за да знаеме зошто немаме представникот таму за да може да одговори на ова прашање, на кое што мислам дека може да се вклучат и луѓето од дипломатската служба, малку ги запоставивме со овакво па со свој коментар, па ќе продолжиме понатаму. Ако може ја малце да разбиеме монотонијата, бидејќи ова ќе личи на политичка кампања, а не сме тука во ситуација, бидејќи една е ситуацијата на одењето од власт и друга е на доаѓањето. Доаѓањето на власт не подразбира превземање на мерцедесите, колите, фотелите и сите удобности, него напротив подразбира засукување на рукави и откажување од многу нешта. И поради тоа е многу важно да си го расчистат сите политичари, пред се на тие што повторно сакаат да доаѓаат, за мотивите кои што им се, зошто сакаат и која е таа главната мотивација да дојдат и повторно да се мачат, да управуваат и да му служат на народот. Тоа е многу вака важно. А ова прашање го потегнавте и тоа е многу јако прашање, многу длабоко прашање за извинувањето и опростувањето. Значи, ние не слушнавме до ден денеска овие 25 години од политичар да се извини. Имаше политичари кои ги нарекуваа граѓаните, едниот беше граѓанин, другиот вика јас се извинувам што го представивме, третиот и така. Значи јас сум во политиката од 93 година во Македонија, низ така повеќе вака структури и во дипломатијата и не почувствував дека еден политичар во Македонија е доблесен да се извини, да ја признае грешката и да баря простување, да кажеме, и да се обиде со одреден други морални вредности да и пристапи на политиката. Сега, тоа е вака едно сериозно прашање и тоа треба да го разрешиме. И малце сакам кратко на сите политички партии што кажавте, да се држи заложник сопствениот народ и едно време, мислам, размислував многу на таа тема за улогата на вистината и на лагата. И кога одам низ Скопје и по некој пат ќе чукнам на некои од тие новите споменици, па ќе погледнам на повеќе штабови, партии, политичари, стари личности, нови фаци, така да ги кажам. И во главата ми се врти една многу интересна мисла, а тоа е на почетокот беше лагата.
и ние бевме во лагата и лагата беше во нас. И се што беше создадено од лагата и ништо немаше што не беше создадено од лагата. Тоа е она, мислам, има Евангелие спротив Јован и тоа на жалост го потегнавте овој вака мене ме разбудивте да кажем од оваа монотонија што имавме денеска тука да предискутираме и многу ме радува што младите или добар дел од младите вака поставуваат прашања и бараат излез како ќе бидат програмите, како ќе одиме, дали ќе искрен да бидам, многу е тешко. Треба да знаете, во таква една очајна ситуација се доведовме 25 години Македонија, голема одговорност носиме ние. Значи немојте да мислите дека патот ќе биде дека ќе биде лесен. Значи едноставно што може да направите да учите од вашите грешки, односно од нашите грешки, извинете, не од вашите, уште немате грешки вие, да учите и да се трудите да не ги повторувате, а останато останува на честа и на моралот, на етиката на луѓето кои што сакаат да дојдат во политиката. И јас тука ќе прекинам, нека кажат другите своето мислење. Добро, бевте прозвани, да, вие како политичари. Мала корекција, имаше неколку такви обиди. Едниот за кој што сакам да го кажам е една изјава на председателот на СДСМ Зоран Заев, која беше многу критикувана особено во круговите на СДСМ, кој што го направи тоа што велите дека е невозможно. Се извини. И кажа, носиме сите одговорност и за тоа што добро сме го направиле, можеме да си ја земеме честа, ама носиме и одговорност за тоа што ние или некој во нашата политичка партија погрешиле. И тоа го направи, многу луѓе го критикуваа дека после 10 години, тогаш не беа 10 години, може да беа 9, 10, така, 8 години, опозиција, зошто СДСМ би се извинувале. Меѓутоа, тој поттикнат од ваквото размислување, дека луѓето сакаат да видат еднаш и промена, да почнеме од себе, да кажеме дека да, има грешки, но дека тие грешки ни помогнале да созрееме и да покажеме и поинаква политика. Така што, за жал, столчето кое можеби најповеќе треба да говори, секогаш ни е празно. И на крај се сведува да ги повторуваме тие зборови во круг на луѓе кои што 10 години немаат одговорност за она што реално се случува. Јас стварно сакам да се спротиставам на тезата дека ова што сега ни се случува е заради тоа што политичарите се караат. Во секоја земја се караат политичарите. Пред неколку дена имаше интересна дебата во британскиот парламент, уште да станеа како што блиску се, уште да се застанеа и со раце да се дообјаснуваат. Не е кавгата проблем. Кавгата некоја знае да биде продуктивна, ако ја водиш со цел да најдеш решение. Проблемот е дека долго време проблемите се ставаа под тепих. И јас мислам дека она што сакам и да го ветам и да го превземеме како обврска е дека за проблемите ќе дискутираме. И дека нема да бегаме од критика и дека нема да ги критикуваме критичарите. Туку ќе гледаме од нив некои работи навистина да ги научиме и да го промениме дел од однесувањето. Ни треба еден период на политика на нулта толеранција кон злоупотреба на власта. Ние кога стававме во програмата една реченица, министрите, директорите на работа треба да си одат или со автобус или со кола своја, некои ни се смеа и велеа популизам. И може би е. Не е тоа голем трошок за државата. Ама ако не почнеш од првиот ден сепак да се трудиш да се однесуваш нормално, со тек на време стварно ќе помислиш како луѓето на власта дека си Господ. Добро, ви благодарам тука за сега. Јас тука сакам да најавам еден прилог. Денеска колегата Мишко Иванов разговараше со дописникот на Тањук од Брисел и малку детално во неколку минути ја разглобивме оваа ситуација што се случува не само во Македонија, туку и на Балканот, да видиме дали сме сите во истиот котел. Колешке Максимовиќ, како напредуваат земјите во регионот во однос на Европската Унија?
Kao što znamo, Evropska unija je trenutno zaokupljena mnogim drugim problemima, tako da proširenje na Zapadni Balkan nije trenutno u fokusu Evropske unije, a sa treće strane, opet kao jedan od elemenata samog ovog procesa možemo uzeti i bilateralne odnose među zemljama ne samo Zapadnog Balkana, nego regiona i Evropske unije. Kao što znamo, Evropska unija insistira na tome da se ta bilateralna pitanja reše pre ulaska u Evropsku uniju, ali ono što mi imamo priliku da vidimo jeste da u samom procesu pristupanja imamo te blokade. Imala ih je i Hrvatska u odnosu na Sloveniju, ima ih sad Srbija u odnosu na Hrvatsku, ima ih i Makedonija u odnosu na Grčku i sve se to može uzeti kao određeni elementi koji određuju brzinu i napredak regiona ka Evropskoj uniji. Најспецифични поглавја на земите од Западен Балкан во преговорите се 23, 24 или она што е правосудство, владење на право и медиуми? Poglavlja 23 i 24 su ono što Evropska unija naziva ključnim poglavljima u pristupanju Evropskoj uniji. U tom novom pristupu pregovaračkom procesu koji je počeo od pregovora Crne Gore pa sad se produžio i evo na pregovor sa Srbijom. Dakle, Evropska unija insistira da se ova poglavlja otvore prva i zatvore među poslednjima. To je bio slučaj i sa Crnom Gorom i sa Srbijom. Srbija je čak 2,5 godine čekala na priliku da otvori ova poglavlja, pošto je zbog njihove složenosti čak i priprema za ova poglavlja je dosta dugačka. Ova poglavlja se odnose na vladavinu prava, na sve ono što zapravo se odnosi na funkcionisanje državnog sistema i na ono što se odnosi na ostvarivanje prava građana države u okviru jednog funkcionalnog i efikasnog državnog sistema. Dakle, pravosuđe nezavisno i efikasno, sloboda medija, borba protiv korupcije, ostvarivanje ljudskih prava, bezbednost građana u samim zemljama koje žele da uđu u Evropsku uniju. Tako da, kao što sam rekla, Evropska unija ima loša iskustva sa Bugarskom i Rumunijom što se tiče ovih poglavlja i upravo je zbog toga došlo do ove promene. Dakle, ova poglavlja će biti u fokusu pregovora tokom čitavog procesa pregovaračkog do ulaska u članstvo. I ono na čemu Evropska unija insistira i sad i Srbija i Crna Gora se sa time suočavaju jeste da Evropska unija ne želi samo da vidi donošenje zakona, već želi da vidi njihovu konkretnu primenu na terenu i uticaj na bolji život građana kako u Crnoj Gori, tako u Srbiji, a i u svim ostalim zemljama kandidatima. Во 2005 година Македонија беше лидер на патот кон Европската унија. Сепак денес Србија и Црна Гора се тие кои што преговараат со Брисел. Ако треба да дадете една оценка, која од земите од Западен Балкан е најблиску до Европската унија, а која е најдалеко? Mi u ovom trenutku imamo Crnu Goru i Srbiju, kandidate koji su već otvorili pristupni pregovore. Srbija ima 8 otvorenih poglavlja, međutim Crna Gora ima 26. Tu imamo Albaniju i Makedoniju koje jesu kandidati, ali nisu otvorile još, nisu počele u svoj pregovarački proces. Imamo Bosnu i Hercegovinu koja pokušava da postane kandidat i imamo Kosovo koje je trenutno u procesu ispunjavanja obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U ovom trenutku zaista Crna Gora na prvom mestu, a tu negde i Srbija su nekako lideri u ovom procesu, a Kosovo jeste na začelju upravo zbog toga što 5 zemalja Evropske unije ne priznaju Kosovo kao nezavisnu državu i ono u ovom trenutku ne može da se pomeri dalje u procesu pristupanja Evropskoj uniji od ispunjavanja tog okvira iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ono što jeste ovih dana u fokusu Evropskoj uniji jesu problemi koji se mogu videti u Bosni i Hercegovini, ali i u Makedoniji što se tiče unutrašnjih prilika. Морам да ве прашам, како ја третираат Македонија денес во Европската унија?
Ono što jeste upečatljivo do sada kada se razgovaralo, dakle, o Zapadnom Balkanu, uvek je Bosna i Hercegovina nekako bila taj najlošiji đak u regionu. Međutim, to neslavno mesto nekako ove godine preuzima Makedonija. Imali smo priliku na prethodnom samitu lidera Evropske unije da čujemo gotovo od svih lidera sa kojima smo razgovarali zabrinutost zbog situacije u Makedoniji, zabrinutost cele Evropske unije i evropskih zvaničnika da se ta politička kriza, kako je oni trenutno zovu institucionalna kriza, ne pretvori u međuetničku krizu koja bi mogla da zapali ne samo Makedoniju, već i ceo region. I zato Evropska unija zaista u poslednje vreme Makedoniju drži u fokusu, kažem opet, nažalost, ne zbog tog nekog pozitivnog, nego zbog negativnog primjera. Дали вратите на Европската унија сепак и покрај се отворени за земите од Западен Балкан? U svakom slučaju, moj je utisak da su, a i to je nešto što i zemlje članice stalno ponavljaju, da su vrata Evropske unije otvorena za zemlje Zapadnog Balkana. Ne treba se zaboraviti činjenica da je naš region jedini region koji ima trenutno perspektivu članstva u Evropskoj uniji. Sada, kao što smo rekli, proces pristupanja je postao teži, postao je komplikovaniji i postao je duži. Може ли од прилика да ни дадете една прогноза кога во европското семејство можеме да очекуваме нов член од земјите од Западен Балкан и кој би бил тоа? Možda je nezahvalno prognozirati, kao što sam već rekla, pošto se taj proces pristupanja menja i postaje sve, kao što sam i rekla, već duži i teži. Do sada je neki proces trajao otprilike 7 godina pregovora plus 2 godine dakle, tog formalizovanja, odnosno ratifikacije članstva. Dakle, 9 godina. Srbija je svoje pristupne pregovore počela 2014. Realno negde možda oko 2025. To su možda neka realna očekivanja da bi Srbija mogla da postane članica Evropske unije. Naravno, sve to zavisi da li pitate Beograd, da li pitate Brisel, ali eto, ako se u ovom trenutku može licitirati sa nekom godinom, to bi možda bila 2025. Добро, навистина со интересирање го следевме прилогот на Мишко Иванов и господицата Максимовиќ, дописник на Б92 и Тањук од Брисел. Господа, куз завршен коментар на ова што го чувме, ве фрустрирали овој податок дека Македонија го презема неславното место на Босна и Херцеговина? Од лево кон десно, сега одиме и да завршиме. Значи, се враќаме повторно на тезата дека патот нажалост почнува многу од почеток, повторно и повторно во Македонија, дека Европската унија тешко дека брзо ќе оди проширувањето, дека мора да чекаме, Србија слушнавме 25-та, Македонија може да биде и 30-та. Целата проблематика се сведува да се свртиме самите кон себе и да си ги решиме клучните проблеми. Тоа значи да ги мотивираме младите, да не ги делиме по национална основа, да младите конечно почнат да формираат партии, политички опции кои што нема да се делат на албански, македонски, турски или не знам какви, туку да се обединат на идеологија и на политички платформи, да се организираат не во градење на некој лажен национализам и бранење на одредени лажни филозофии, туку на стабилизирање и градење на сопствената држава. Например, еден проект 100% Renewable би бил можеби оптимален и многу интересен за младите. И во целата таа суштина да не мислиме многу на процесите и кој и како се активира, која е Босна и која, него да се свртиме, да се стабилизираме. Има млади луѓе, имаме кадар, имаме потенцијал, можеме да постигнеме и многу е важно тоа да го разбереме сите, и политичарите, и младите, и интелектуалците, и новинарите, и чекор по чекор, мислам дека можеме да оствариме добра перспектива. Сепак сум на крајот оптимист. Перспективата на Македонија во Европската унија, во НАТО е несомнена. Со тоа што во последниве години се појави една скриена, да речем, агенда на ориентација кон евразиските, руските и така натаму земји, што
е директно спротивно од плебисцитарната волја на македонските граѓани, која е околу 75% за влез во Европската Унија. Да се роковите. Мене ми е многу криво. Зашто? Затоа што... Само малку побрзо, имаме ше по 30 секунди за тројцата последни да завршиме. 20 години Сгазија сите рокови вечера. 20 години патуваме за Европа, можеме уште минута-две. Едно време ни вика стигнал до Виена, па до не знам каде, 23% и така натаму. Што ми е криво? Криво ми е што целиот регион беше со Солунската агенда планирано за 10 години да се вклучи, со некоја символика 100 години од Првата светска војна, па 100 години од завршувањето на Втората светска војна. Второ, имаме една закономерност која можеби за Србија само нема да се примени. Сите поранешни источноевропски земји прво станаа членки на НАТО, па потоа станаа членки на Европската Унија. Практично НАТО, критериумите за НАТО се истите тие плюс безбедносните. И така одеа од првите Унгарија, Полска и Чешка. Што не очекува? Не очекува голема работа, тешка работа. Сами нема да можеме да ја завршиме. Мислам, сами и ние како држава, а уште помалку пак сами оние што се на власт. Затоа што ова е еден широк, огромен проект кој ќе трае, за жал, за Македонија уште подолго, бидејќи тоа што 9-10 години е уништено практични, а место да се одело напред, ќе треба дополнително да се надомести. Бесими Шекерински има ли простор за оптимизам? Пругата, само уште едно. Пругата спрема европската пруга, за жал во Македонија сега нема ни шини, па ни прагови. Да, оптимистот секогаш во секој проблем гледа решение. За разлика од песимистот што во секој решение гледа проблем, но животот е таков. Значи некаде на средина. За Македонија тоа што е, ова не го кажам во контекст на сегашниот разговор, но контекст на оптимизмот што ме прашавте. Значи, што би било оптимистичко сценарио за Република Македонија? Значи, евроатлантската перспектива, главен фокус, без дефокусирање и да не се губи време. Второ, во овој пакет, значи ги ставам сите во евроатлантската перспектива и сите реформи и така натаму. Второ, во однос на добри меѓуетнички односи. И трета работа е благосостојба. Значи, на младите и генерално на граѓаните да им се обезбеди тоа што значи подобар стандард на живење. Да им се гарантира, не гарантира во смисла секој да има обезбедено со сигурност работно место, затоа што после немаме конкуренција. Но можност, сите да им се даде таква можност, значи тоа е фокусот, ако ме прашате во контекст и на тема ваша имаме, европската перспектива за Република Македонија и на што би требало да ги фокусираме нашите ресурси, било тоа да се политички, економски и општествено, и фокусот за домашниот лидершип, имајќи предвид, како што слушавме од прилогот, дека не сме ние единствената тема на Европска Унија. Благодарам. За себе ова е потребна влада, Шекеринска? Прво, околу регионалниот пристап, мислам дека е нереално да се очекува дека Европската Унија, кога ги третира земјите од Балканот, дека ќе дозволи една по една да влегуваат. Мислите дека 7 референдуми ќе организираат сите земји членки? Нереално. Затоа нашата стратешка цел мора да биде пак да се прилепиме во оваа прва група. И тоа нема да биде воопшто лесно. Значи, бевме први, се треба да се прилепиме колку што може побрзо на Србија и Црна Гора и Албанија. И Албанија, да. Затоа, за да тоа се случи, ни треба час поскоро функционални институции, собрание што ќе работи и влада која има легитимитет на мнозинство во собранието. Второ, ни треба сериозен, видлив реформски потфат. Трето, ни треба НАТО членство час поскоро. И мислам дека заради промените во светот и геостратешката ситуација или геостратешките поместувања кои ги спомна Могерини во Скопје, тоа треба да го искористиме како шанса. Да, светот е малку покомплициран сега, нова е ситуацијата,
ама тоа можеби ќе биде аргумент плюс Македонија да стане членка на ЕУ. И јас се уште мислам дека Македонија треба да биде амбициозна и да каже до 2025 да бидеме подготвени за членство. Ви благодарам што бевте гости вечерва во 24 отворено. Благодарности до публиката се разбира што беше активна. Почитувани гледачи, останете со телевизија 24, следуваат најновите вести од земјата. Пријатно!